Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Главниот американски командант во Афганистан, Талебан, го губи здивот. Здравје, ново истражување за Алцхаймеровата болест нуди надеж. Ова е само дел од насловите во денешните вести. Командантот на американските и силите на НАТО во Афганистан, Дейвид Петреус, вели дека алијансата го спречила подемот на Талебан во неколку провинции во главниот град Кабул. Петреус за BBC изјави дека НАТО има капацитет да се справи со бранот бутовништво на секаде во Афганистан, но предупреди дека тоа нема да биде ниту лесно, ниту брзо. Генералот изјави дека целта на председателот Барак Обама за почеток на повлекувањето на американските сили од Афганистан во јули 2011 ќе зависи од нивото на безбедност во земјата. Научници тврдат дека протеините потикнати од ревматскиот артритис може да го смени текот на Алцхаймеровата болест, па дури да помогне против губитокот на помнењето. Во истражувањето објавено понеделникот, стручњаците од Универзитетот во Јужна Флорида наведуваат дека губењето на меморијата кај лабораториските глувци со Алцхаймеровата болест се намалило откако и бил даден протеинот. Универзитетот планира наредната година да започне испитувања со луѓе. Приватни лица и бизниси кои беа погодени од излевањето нафта во Мексиканскиот залив може да почнат да се пријавуваат за оштета. Енергетскиот гигант BP го отвори фондот од 20 милиарди долари. Оние кои имаат итна потреба од финансиска помош може да се пријават без да се откажат од натамошно тужење. Двојна корист од неодамнешната посета на Анџелина Џоли на Сараево. Амбасадорката на добра волја на Обединетите нации на средби со владини лица говорела за образованието како државен приоритет. Оскаровката разгледала и локации за снимањето на новиот филм, љубовна приказна од војната, чие снимање треба да почне на есен. Кога сме кај филмовите, најгледан филм викендов беше Expendables. Мачо платениците ветерани на чело со Силвестер Сталоне заработија 16 милиони долари и засенија други 5 нови остварувања од Холивуд. Порано годинава председателот Обама ја потпиша долго очекуваната мерка за реформи во здравствениот систем, со што стана закон. Целта е да се обезбеди медицинско осигурување за десетици милиони американци, кои не можат да си дозволат да бидат осигурани. Сепак, САД и натаму се далеко од реализирање на планот за универзално здравствено осигурување. Згора се реформата се соочува со правни предизвици. Пред оваа бесплатна еднодневна клиника се формира долга редица уште пред отворање. Тука ја сретнавме Жаклин Нелсон. Не е осигурена, иако има работа. И покрај ризикот, досега не купила здравствено покритие, бидејќи е прескапо. Страшно е. Внимавате што јадете, живеете здраво и сте сам свој лекар, се додека не сватите дека не можете се сами да правите. Лекари рекол дека мора да направи операција на тироидната жлезда, што може да ја чини илјадници долари. Затоа дошла тука да добие второ стручно мислење, бесплатно. Во само еден ден оваа клиника се претвора во најголемата лекарска ординација во земјата. Наречи си 2000 лица им се нудат на различни третмани, но не и оперативни зафати. Клиниката е финансирана од приватни донатори, а лекарите и другиот персонал работат бесплатно. Никол Ламуро раководи со Националната асоциација на бесплатни клиники. Тука на едно место се најдоброто и најлошото од Америка. Илјадници волонтери, но и ситуација што принудила илјадници да побараат бесплатна здравствена нега. Бенито Диаз не бил на лекар 4 години, не можел да плати. Се надева дека ќе се квалификува за осигурување што би го спонзорирала владата според новиот закон за реформи во здравството. Ме загрижува што ќе се случи на конгресните избори во ноември. Доколку на изборите во ноември победат републиканците, некои пациенти стравуваат дека здравствената реформа, што стана закон минатиот март, би можела да биде доведена во опасност. Тоа не е се. Владите на 20 сојузни држави се подготвуваат да го обжалат законот. Затоа за сега, бесплатните клиники како оваа ќе бидат најблиското нешто до универзално здравствено осигурување што може да го добие Америка. Лондон од секогаш важел за мека за најбогатите во светот. Економското забавување се одрази врз тоа, но од неодамна странците со длабоки џебови се вратија во градот и повторно купуваат луксузни имоти.
Руски олигарси се надпреваруваат со мокни блискоисточни семејства и со извршни лица од пазарот на нафта во Нигерија, за парче од лондонскиот престиж. Како и повеќето големи градови, и Лондон го погоди глобалната рецесија. Британската метропола важи за рај за богаташите. По 2-годишна затишје на странски инвеститори, тие сепак се вратија во градот со зголемен апетит. Тревор Абрамсон тргува со недвижнини за најбогатите, како оваа куќа од $14 милиони, например, во богатиот лондонски кварт Хемстед. Лондон е предводник во светот. Ако ги анализирате пазарите во Њујорк, Лос Анџелес, Париз, Берлин, Франкфурт, југот од Франција, новие места ќе им треба време да се опорават. Покрај традиционалните купувачи од Блискиот Исток и Русија, нови инвеститори ги отвораат паричниците. Најновите доаѓаат од Кина, плаќаат меѓу 80 до $125 милиони за недвижнина. Рони Армист е од инвестиционата советодавна компанија Stonehenge. Вели дека ослабената британска фунта има голема улога во раздвиженоста на пазарот. Тоа ги привлече странците. Заинтересирани се за луксузни нешта, како посета на спортски настани, Вимболдон или Кралската опера. Regent Street е едно од најпознатите области за шопинг. Собствениците сега ја ставија на продажба, и тоа за $2,5 милиарди. Меѓу заинтересираните е кралското семејство од Катар, барем такви се последните вести. Иако повеќето британци се уште мака мачат со рецесијата и има голема стапка на невработеност, Лондон се надева дека милиардерите не само што ќе се вратат во градот, туку и ќе потрошат голема сума пари. А утре ново истражување. Ракот главна причина за смрт во земјите во развој. Меѓународната заедница да интензивира борбата против болеста, како што тоа го прави во Африка, повик за брза реакција. Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash, 80% од жртвите на ракот во земјите во развој. Активисти порачуваат дека може да се спасат многу животи и со малку средства. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.